Добро вечер, Кисела вода, добро вечер Скопје, добро вечер Гром, добро вечер Македонија! Добре дојдовте на 8-миот митинг на коалицијата Гром за нашиот кандидат за претседател на Република Македонија, професор доктор Зоран Поповски. Пред да почнеме со митингот, поканувам дел од членовите на општинскиот одбор на Гром Кисела вода да ми се придружат на бината да ги поздравиме со громогласен аплауз. Ова се луѓето кои заедно со нашиот претседател Стефче Јакимовски и органите на партијата се нафатија на големата задача, а тоа е создавање на нова храбра иднина за Република Македонија. Поздравете ги! А сега да ја слушнеме химната на Република Македонија. Почитувани пријатели, тука сме сите заедно да ставиме печат на големата идеја што ја започнавме со апсолутната победа на нашиот лидер Стефче Јакимовски на минатогодишните локални избори во општина Карпош. Тука сме и да го промовираме нашиот кандидат за претседател на Република Македонија, господинот Зоран Поповски. Граѓанската опција за Македонија, Гром, е израз на вољата на граѓаните на Република Македонија. За само 6 месеци од основачкото собрание во Гром членуваат цели 24.000 луѓе. Поздравете ги, тие се наши сопартици, дел од ова големо семејство Гром. Во ова големо семејство Гром членуваат и македонци, и албанци, и турци, Роми, Власи, Срби, Бошњаци, Хрвати, Црногорци и многу други, затоа што ние се обраќаме и се грижиме за сите, не делејќи ги луѓето по национална, етничка, верска или било која друга припадност. Во Гром сите ние сме едно големо семејство и сите ние сме пријатели. Оттаму го поканувам претседателот на општинскиот одбор на Гром Кисела вода, господинот Сашо Мержановски, да не поздрави сите нас. Добро вечер, почитувани граѓани на Кисела вода, драги пријатели. Почитувам председател на Гром, господин Стефче Јакимовски, почитуван кандидат за председател господин Зоран Поповски,
почитувани членови и симпатизери на граѓанската опција за Македонија. Во моje лично име и во име на општинската организација на Гром Кисела вода, ми представува задоволство вечерва да ве поздравам и да ви се заблагодарам за вашето присуство. Се собравме денеска во Кисела вода, за да слушнеме големата граѓанска идеја и визија која за прв пат во Македонија ја донесе Гром и која успешно се промовира ширум нашата држава. Сите ние членови од Гром Кисела вода, таа идеја веќе 7 месеци ја шириме низ нашата општина. Во идниот период, сите граѓани од нашата општина и од целата држава треба да го прифатат овој граѓански проект кој ќе донесе просперитет на Република Македонија. Затоа сум сигурен дека имаме и храброст и решителност. Ние сите знаеме дека нашата земја има иднина и шанса за успех, само ако се приклучиме на граѓанската опција, без оглед на вера, нација или политичка определба. Сите ние сме храбри луѓе и треба заеднички храбро да се бориме за да успееме во нашата заедничка цел, за доброто на Македонија и за незините граѓани. Општинската организација на Гром Кисела вода досега зближи под својот покрив голем број на членови и симпатизери. Под покривот на куќата ние сме едно големо семејство кое што сиве овие месеци вложува во ширење на визијата на Гром. Но ние нема да запреме тука. Сега треба да го представиме господинот Поповски до секој наш роднина, пријател, сосед, до секој граѓанин, за да се уверат во квалитетите на нашиот кандидат. Тоа значи дека заедно треба да маршираме низ Кисела вода, да одиме во Драчево, Пинтија, 11 октомври, Пржино, Црниче, Цветан Димов, Усје, Кисела вода, да влеземе во што поголем број на домови, за да ги споделиме вредностите на Гром. Ве поздравувам да сте ми живи и здрави и храбри. И на 13 април заедно да се радуваме за нашиот председателски кандидат, господинот Поповски, и успехот на Гром. Да живее Гром, да живее Република Македонија. Ви благодарам. Поздравете го со громогласен аплауз Саше Мерџановски, како зборува како 10 години да е политика, а има само 26 години. Ете, гледате дека Гром дава огромен простор на младите. Секоја чест, Саше. Драго ми е што уживаш огромна поддршка од своите сограѓани. Почитувани, за само 6 месеци Гром создаде 50 општински одбори низ цела Македонија. Ги создаде силните организации во форумот на жени на Гром, градската организација на Скопје и се разбира форумот на млади. Има многу млади луѓе овде и како председател на млади сакам да ги поздравам. Ви благодарам што секоја вечер сте овде и правите прекрасна кореографија. Да ги поздравиме и нашите коалициони партнери, Српската напредна странка, Партијата на слободни демократи, Сојузот на Титови леви сили и Либералната партија. Со сите овие наши пријатели, бројката во коалицијата Гром е многу поголема. Ние, почитувани пријатели, зборуваме на сите јазици. Ние одиме во сите храмови. Ние ги празнуваме сите празници. Ние веруваме во сите граѓани, затоа што ние сме храбри и стоиме со вистината во нашите срца. Оттаму го поканувам председателот на Српската напредна странка во Македонија, господинот Драгиша Милетич, да ни се обрати. Поздравете го. Добро вечер, Кисела вода, добро вечер, Македонијо. Добро вечер, громовници. Ја немам 27 години, ама нема што не сум вишол од остамостолување на Македонија. Ама едно знам, уште не се појавила ваква политичка прогресивна сила како што е Гром и незината коалиција. Затоа, народе, искористете ја ова шанса, искористете го овој миг
И треба да знаат сите, нема више правење влада без нас. Нема више одлучување без нас. Не е више како што беше. Од сега сето тоа ќе да биде поинаку. Од Карпош тргна, од господино Стевче Јакимовски тргна и ќе заобиколиме и заокружиме цела Македонија. И едни, и други ги фаќа паника. И треба да ги фаќа паника. А граѓани ги фаќа позитивна еуфорија. Сватија граѓани дека без трета и без граѓанска опција нема просперитет на Македонија. Еден преседател се фали како прави патишта, па тоа ли е негова работа? Тој нека каже што направил у странство и во држава. Третиот вика, Македонија заслужува преседател, па таа имала, ќе има и ќе има преседател. Ама нема да има преседател како што е доктор Зоран Поповски. Таков ни преседател треба. Е, тоа сакаме да го слушнеме. Тоа. Почитувани пријатели, да знаете дека има подмолни удари, дека има подметувања, меѓутоа сватам и едни и други. То чинато страв. А ако не сте битни и не сте важан, нема потреба ни да ве спомнуват, ни да се плашат. И затоа мора да имаме таа парола: гром за сите дом. Ние ќе го поддржиме нашиот преседателскиот кандидат, доктор Зоран Поповски. Еве зошто. Узоран татко, узоран комшија, почитуван сегде, докажан како научник, предавал на многу универзитети во странски држави, то во престижни универзитети, пак се вратил дома. Значи човек наш, човек кој што мисли за Република Македонија, ниту мисли да бега, ниту има зошто да бега. Другите нек се мислат. И на крај, еве како викат, то мора да го фатив овде со стено, како викат србите во Македонија, каже. Охо, каже, ние лошни СДСМ ни ВМРО. Па иде. Ал што, јес, најбољи е громотрес. Така е. Не бива победа со иле и со плачење. Не бива победа со фалење. Не бива победа со пари. Победа се ствара со љубов, со храброст и со одлучност. А нас не ни фали то. Имаме лидер пред ова коалиција кој докажа и храброст, и мудрост, и кој имаше снаге да каже не тамо кога се требаше да каже не. И не се плашиме од никого. Да живе Република Македонија и да победиме. И на крај, сакам да бидем коректен. И на крај, сакам да бидем коректен на сите преседателски кандидати, да им посакам успев. А на доктор професор Зоран, победа! Живели! Зоки! Вечерва сме многу. До крајот на паркингот и не догледувам. Таму сте ми заспани. Ајде сите заедно да ја разбудиме кисела вода. На нозе кренеме на нозе. Гром! 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 Ајде нека ечи цела кисела вода. Знае дека вечерва гром е тука. И нека грми. Нека грми. Почитувани пријатели, велат председателот на државата треба да биде татко на нацијата. Треба да биде голем човек со големо срце. Треба да биде умерен, мудар. Треба да знае што сака и како тоа да го оствари. Треба да го сакаат за тоа што го прави, а не за тоа што го представува.
Треба да биде храбар и безкомпромисен кога ќе треба, одмерен и сталожен кога ќе се решаваат неголемите предизвици. Но најважно, треба да ја зборува вистината. А знаете ли кој е бројот на вистината? Во науката на бројките тоа е бројот 4. Повелете, господине Зоран Поповски. Ајде да ве чујам. Зоки, Зоки, Зоки. Драги мои, денеска имав огромна чест да видам гостин во вашите домови, во вашите мала, во вашите населби. Ги посетивме Драчево, Сопиште, бевме и во Долно Количани, бевме и во Црниче, бевме и во Пржино, и во Кисела вода, и Цветан Димов. Сакам да ви пренесам позитивни вибрации од секаде. Навистина мислам дека од ден на ден добиваме се поголема поддршка и победата ќе биде на повидок, верувајте ми. Разговаравме со вашите сограѓани. На моменти сум среќен што сум дел од Македонија, ваква, со душа. Меѓутоа на моменти ми е жал кога ќе ги видам сите оние намрштени, тажни лица на нашите луѓе кои што се незадоволни од ова секојдневие, во кое што слушаат само лоши зборови, препокувања, патат од сиромаштија, патат од недоразбирања. Мислам дека дојде време кога треба да одговориме на неколку прашања пред овие граѓани. Прво, дали во Македонија има доволно демократија? Дали во Македонија има некој што води сметка за интересите на граѓаните? Дали Македонија е дел од Европската Унија и НАТО? Ајде малку да ја свртиме работата. Дали во Македонија има незадоволни луѓе и сиромаштија? Дали на Македонија и треба нова политичка сила? Дали на Македонија и треба Гром, коалицијата Гром? Тоа ни треба сега. Драги мои, една е нашата држава. Мора да се обидеме да си ја сочуваме. Почнавме однатре да се разјадуваме. Крајно време е да си подадеме рака, да се обединиме околу клучните национални приоритети и пред меѓународната јавност да покажеме достоинство и сериозност. Доста си поигруваа со гордоста во Република Македонија, доста си поигруваа со гордоста на граѓаните во Македонија. Дојде време кога Гром, како граѓанска опција која што нуди трет пат во Македонија, ќе биде заштитник на сето ова за што зборував досега. Сакам да ви кажам дека во изминатите 30 на дена сум горд човек што стојам пред 24.000 армија на благородни и честни луѓе. Ме направивте горд со вашите 10.600 подписи од сите етнички заедници. Вие практично ја пресликавте Македонија во структурата на тие подписи, а таа е пресликана и во членството на нашата партија. Гром представува вистински политички преседан, затоа што прв пат во Македонија се случува во една партија да членуваат припадници на сите етнички заедници. Ова е Македонија во мало. Ние сме држава која што си има своји соседи со кои што не успеавме да воспоставиме добри односи. Ако продолжиме по тој пат, не ни се пишува арно. Затоа сакаме да отвориме нов начин на комуникација со нашите соседи и да почнеме да ги затвараме отворените прашања кои што со години не оптеретуваат и не ни дозволуваат да одиме напред. Јас сум поборник на цивилизацијски комуникации во културата, во спортот, во уметноста, во образованието, во културата, во здравството, на таков начин и прашањето на името, и прашањето на црквата,
и прашањето на јазикот ќе станат толку абсурдни што веќе нема ни да се сеќаваме на нив. Тогаш, кога ќе си ја стокмиме државата внатре, со доволно ниво на демократија, преку ослободување на судските органи од политичко влијание, преку ослободување на медиумите од дневна политика, преку ослободување на политичките затвореници кои што ги има во Македонија, тогаш ќе станеме посакуван партнер и во Европската Унија и во НАТО. Затоа нашиот пат е обратен. Дајте државата да си ја стокмиме однатре, за да не сакаат однадвор. Во спротивно, нема далеку да стигнеме. Една од надлежностите на председателот на државата е безбедноста. Јас сум горд, како и сите ние, на припадниците на армијата на Република Македонија, кои што се извозници на мир во мировните мисии во светот, а се исто така заштитници на територијалниот интегритет во Република Македонија. Меѓутоа, тие луѓе се уште не се решени екзистенцијално и немаат решени стамбени прашања и се уште се плашат за својата судбина. Тоа ќе биде моја работа. Тие луѓе веќе не смеат да се плашат за својата екзистенција. Мора да го подобриме стандардот на припадниците на оружените сили во Република Македонија. Во Македонија немаме политички диалог. Постојано се препукуваат, организираат пресови, контрапресови на контрапресови. Луѓето се веќе заситени од лоши зборови. Крајно време е да се најде човек кој што ќе ги седне на иста маса, ќе ги помири, ќе ги поведе таму каде што е местото на Република Македонија, не очекувајќи секогаш некој од страна да дојде и да не помирува како мали деца. Ветувам дека ќе бидам тоа човекот јас кој што ќе понуди национално помирување и помеѓу политичките партии и помеѓу заедниците во Република Македонија. Има многу области во општествениот живот во кои што председателот нема своји надлежности. Меѓутоа, жалам што досега немавме председател во изминатите години кој што застана зад интересите на некоја група граѓани, независно дали станува збор за работници, невработени, социјални случаи, стечајци, студенти незадоволни од нивниот стандард, пензионери незадоволни од нивната општествена положба во државата. Мислам дека дојде време председателот да си ја превземе и таа обврска, да биде адвокат на граѓаните пред органите на власта и гласноговорник во јавноста. Спремен сум да ги штитам интересите на сите граѓани независно од нивната припадност и да ги доведам во ситуација да се чувствуваат еднакви пред уставот и законите во Република Македонија. Ќе промовирам закони кои што ќе ги укинуваат или ќе ги ублажуваат до 80% казните. Ќе донесувам, ќе предлагам закони кои што ќе овозможат економијата да се развива без политички притисок. Нема веќе да дозволам нерационално трошење на народните пари за работи кои што не носат добро во државата. Сакаме инвестиции во инфраструктура, во хидроцентрали, во нови работни места. Веројатно некој ќе се праша, па добро бе председателе, како тоа ќе го направите? Многу лесно. Со пенкалото нема да дозволам извршување на буџетот доколку проценам дека добар дел од тие пари се наменети токму за вакви работи кои што не се од интерес на граѓаните. Ако сака председателот, може да делува и во тој поглед. Сакам на крајот, малку ќе ме извините, јас сум даскал по професија, да ве повикам на неколку работи. Во текот на собирањето на потписи за мојата кандидатура положивме еден многу тежок колоквиум и тоа за рекордно кратко време, за само 18 часа. Сега сме исправени пред полагање на завршниот испит кој што е организиран на 13 април со првиот круг на председателските избори. Ајде добро да се подготвиме, да се организираме, да си го положиме испитот на 13 април
на 27 април, за време на вториот круг на претседателски избори, на парламентарните избори, да си ја земеме дипломата, да влеземе во собранието и да покажеме како се води Република Македонија. Гордо за Македонија да сте живи и здрави. Гром! Ние вечерва не би биле овде нити во Кисела Вода, нити во Скопје, нити во Македонија, да не постоеше една историска реченица. Реченица која смени целосно македонската политика. Тој човек со големо срце не праша сите нас од Карпош: дали сте храбри? Јас ја црпам мојата енергија од вашата храброст. Така ни рече, поздравете го председател Стефче Акимовски! Добро вечер, Кисела Вода! Еве ме вечерва повторно пред овој спортски храм кој го напушти во 86-та година. Вечерва полн со чувства, токму пред спортската сала, каде што еднаш по 5-ти пат станав првак на Македонија во полусредна категорија и каде што станав апсолутен вице-шампион на Македонија. Овде во Кисела Вода оставив тони и тони пот. Ги бранев боите на карате клуб Кисела Вода. И бев 5 пати првак на Македонија, 2 пати трет во Југославија. Кисела Вода секаде жнееше победи низ Македонија и низ Југославија. И пеевме Киселаводска звона звоне да поздраве шампионе. Овие шампиони од Кисела Вода тргаат и ке видите дека ке бидеме шампиони и во Македонија. Се здруживме повторно после скоро 3 децении со господинот Чедомир Саздовски, со мојот тренер. Јас имав задача во тој тим да бидам прв, да се борам прв и да носам победи за екипата, а тој имаше задача да биде последен, да го очува резултатот. И бидете сигурни овде во Кисела Вода со Стефче Акимовски, со Чедомир Саздовски и ќе оствариме и ќе очуваме победата. Јас се здружувам со луѓе што знаат да победуваат. Господинот Саздовски овде заедно со своите другари освои советничко место. Господинот Виктор Цветковски освои 2 советнички места и зеде 3.500 гласови во Куманово. Господинот Панчо Минов зема 5000 гласови во Кавадарци. Господинот Љупчо Настовски 1500 гласови, по трет мандат е независен советник во Охрид. Ете, со такви луѓе јас се здружувам со луѓе што знаат да победуваат. Почитувани пријатели, минатата година на 16-ти размислував долго и удрив на масата. Реков, нема повеќе да слушам никого. Нема да слушам тутори и големи мислители и големи политичари. Нема да ги следам нивните промашувања. Ке го слушам гласот на народот. Ке ги слушам моите граѓани. Тие тоа што ми кажуваат, јас тоа ќе правам. Па макар и погинал во таа битка.
И тргнавме одлучно, безкомпромисно. Ја освоивме победата и против едните, и против другите. И потоа немавме намера да правиме политичка партија. Но што да видиме? Во Македонија летаргија. Груевски како сака и кога сака си го победува Социјалдемократскиот сојуз. Колку пати сака, толку го победува. Ги гледам дека се неспособни. Не само што оваа земја имаат окаљани, туку исто така толку злоба носат во душата, што повторно сакат да не окаљаат и сите нас. И тогаш си реков, не ги бива, ајде да ги завратиме ракавите. Не може во Македонија да се случат промени без да се вклучиме ние. Без да се вклучи трета опција која ќе зборува во името на граѓаните. И тргнавме. Така е. Сите ние што не се предадовме на судбината, рековме не, ние ќе се бориме за нашата иднина. Тргнавме низ Македонија, како пчелички што идат од цвет на цвет, така ние од град во град, од село во село, и ја правевме нашата партија. Се ширевме низ цела Република Македонија, дојдовме до 50 општински организации. Ние сме политичка партија која што знае да обединува. И сакам посебно да ги поздравам и господинот Драгиша Милетич, и господинот Иван Величковски, и господинот Слободен Угриновски, и господинот Кире Гештаковски кои ни се приклучија, и да знаете дека во натамошната наша битка ќе имаме уште сојузници. Ние одлучивме да се бориме. Ние се бориме за да победиме. Јас не знам дали ќе победиме, но битно е дека се бориме и даваме се од себе да победиме. Тоа е нашата задача. И зарем не е задоволство за само 6 месеци да се мери заедно со другите, да те компарираат заедно со другите и да видат дека нас не бива. И што бараме, почитувани пријатели? На тој политички маратон само и нам ни треба стаза со која што ќе трчаме. Никого не сопнуваме, никому не сплеткуваме нозете, туку сакаме рамо до рамо со нив да трчаме. И тоа им смета. И ги слушам деновиве колку злобата влегла во нив, па таа злоба оди дотаму што мислам дека не е ништо помала од она пред атентатот на Џинџич, колку го мрзеа политичките противници Џинџич и криминалците, толку тие мене ме мрзат. И денеска го слушам еден од тие политички трутови, кој што го гледаме 30 и кусур години на македонската политичка сцена, како седи во таа политичка кошница и цело време изиграва труд. Никогаш во животот не превзел одговорност, никогаш во животот нешто не подпишал. И од време на време ќе ни се јави и ќе ни каже како во Македонија била тешко, како немало вработување, како ја открила Америка и така натаму и така натаму. И денеска тој исти труд ми праќа политичка порака. И мене во многу нешто ми наличува на онаа жабана која што плива во жабокречината што му е создала Социјалдемократскиот сојуз, и кога крокодилот ќе се дигне, жабата останува меѓу очите на крокодилот, и тој истиот Кутри мисли дека и тој крокодил, како крокодилот оди, тој подзинува, мисли дека нешто ќе лапне. Јас сакам да му кажам и него, и на неговите пријатели, кој што ги слушам цела година како ми се закануваат. Те дека ќе ме убиеле, те дека ќе ме ставеле во затвор, те дека ќе ме носеле во Идиризово, сакам да им порачам едно. Да не ве знам што мажи сте, ке ви се уплашев. Да не ве знам какви мивки сте. Ама сакам да ги прашам, а што правиме ако ја пред нив дојдам на власт? Што правиме тогаш како компири од земја ќе излегуваат? Но едно ќе им кажам. Стефче Јакимовски не се бори за тоа. Стефче Јакимовски не се бори за политички реваншизам. Стефче Јакимовски се бори против во оваа држава да има политички затвореници и политички монтирани процеси. Стефче Јакимовски се бори во оваа држава да царуваат институциите на системот, да има право и правна држава. Што тие нам ни нудат?
но ќе плачат дека имало во Македонија политички затвореници, а што му нудат на македонскиот народ? Истото тоа го нудат ако дошле на власт, дека повторно ќе има политички затвореници. Малку утре ќе се помучите баеги. Гром од ден на ден све повеќе ќе расте и токму затоа се формиравме. За да не ви дадеме на вас и на едните и на другите да се менјате и само да ни правите циркузи во оваа држава. И пазете која теза ја вадат. Сум добил задача од Груевски да освојам 5 мандати и ако не сум ги добил, освоил тешко мене. Пазете што викаат црногорците, виджи буџале. Па мајко му стара, немам друга работа, 10 месеца ќе акам низ Македонија, зашто да му слугувам на Груевски? Па Груевски нив си ги победува кога сака, мене не може. Јас си го победувам Груевски кога сакам. Второ, што ќе сум му ја на Груевски кога тој секогаш си ги тепа нив како сака и кога сака? Зошто јас би му слугувал? И баш го најдоа човекот кој што ќе некому слугува. Баш го најдоа тој што некому ќе служи. Стефче Јакимовски може да служи само на граѓаните на Република Македонија, на мојот Карпош, на моите граѓани кои што ми даваат леп на мене и на моето семејство, а никако нив. И сакам да им порачам. Можете да претите колку сакате. Ама ние не сме плачковци. Ни искршивте штап на девојката што ни издаде штап и го искршивте шофер шајбните. Пишувате недолични писма. Нема проблем. Кршете вие, ама ја ви гарантирам дека на 13 и на 27 ќе си ги скршите забите и токму од граѓанската опција за Македонија. А ги повикувам, ајде да не сееме омраза меѓу граѓаните. Ајде да не се занимаваме со прашања на кои што можеме да изгубиме. Дали тие, дали ние, дали било кој. Ајде да разговараме за прашања кои што сите можеме да добиеме. А тоа прашање, ајде да разговараме за невработеноста. Како да ги вработиме луѓето. Ајде да разговараме за буџетската политика, како да ги намалиме буџетските расходи, како народот и фирмите да имаат повеќе пари. Ајде да разговараме за криминалот, како да го намалиме. Ајде да зборуваме за безбедноста, како граѓаните да ни бидат по-безбедни. Ајде да зборуваме како полицијата да одвоиме од криминалците, криминалците на една страна, полицијата на друга страна. Ајде да зборуваме како да му олесниме на стопанството, како да ги намалиме казните, како да возможиме слобода на медиумите, како овој народ да има функционална демократија, ни од мене, ни од СДСМ, ни од ВМРО ДПМН да не се плаши и кога сака и колку сака да ни каже тоа што има да ни каже народот, а не да шепоти. Нашата задача е токму таа, да одиме од град во град, од село во село и да ги слушнеме тие што шепотат, тие што овкаат. Тие сакаме ние да ги охрабриме. Од тие имам што да слушнеме и од тие, на тие ние сме должни да им вдахнеме храброст, да им вдахнеме душа, да можат заедно со нас да се борат рамо uz рамо со нас. Зашто граѓанската опција за Македонија е подготвена на овие два блока да им се спротивстави. И минатиот пат кажав и сега ќе кажам, точно дека се големи партии, но исто така кога Голијат требал да се бори со Давид и се уплашили неговите другари, рекле дека е многу голем. Давид рекол, да, толку е голем што не можам да го промашам. И ја викам, толку се големи, ама уште поголеми им се грешките. И затоа има што да им кажеме. Ама не мора тоа ние да им го повторуваме на народот. Народот си ги знае нивните грешки, на кому од транзицијата, на кому како ја води државата. Народот знае точно кој кога има власт. Државата е жабокречина. Не мрда, стои у место како камен. А кој ќе земе власта од државата прави Тексас. Ја врти и вака, ја врти и обратно, па ја меша лево-десно. А затоа ние од гром бараме во оваа држава да има ред и поредок. Тоа нас не интересира. Во држава која што има ред и поредок да биде држава на честни луѓе. Да ја одвоиме лагата од честноста, од вистината, да ги одвоиме криминалците од честните луѓе, да го одвоиме житото од
од плевелот, да се знае што е што во оваа држава, во таква држава каде што ќе има слобода, каде што ќе има демократија, во држава со слобода и демократија, се цвета, таа држава има вечна пролет. Таква земја ние сакаме овде и за такво нешто се бориме. И јас ги повикувам само да се надпреваруваме за доброто на граѓаните на Република Македонија, да нудиме решенија, да нудиме проекти. Дали знаете, почитувани пријатели, дека на адреса на Гром, од еден наш младинец, кој што е невработен машински инженер, до сега се стасани 65 проекти. И тоа не било какви проекти, многу силни проекти. Тоа е нашата мисија, на овие млади луѓе да им овозможиме да се реализираат, работно да се ангажираат, да обезбедуваат за себе, за своето семејство. Ние не сакаме држава во која што најмногу премиерот работи, во која што премиерот се убива од работа. Ние сакаме да направиме држава во која што народот, граѓаните ќе работат. Тоа е целта на една политичка влада. И ние сакаме да кажеме дека држава со лопата не се прави, држава се прави со политика. Тоа е задачата на политичарите. И еден таков политичар овде имаме, господинот Зоран Поповски. Нашите политички противници, главен адут на едниот кандидат е тоа што се сретнал со 450 председатели и премиери и на еден од нив му намигнал од 50 метра. Тоа е главниот адут зашто пак треба да го бираме за председател на Република Македонија. А другиот бил советник на двајца председатели. Почитувани пријатели, бидејќи се наоѓаме овде во кисела вода, оние што се од кисела вода знаат дека и Пеце Мирчевски и Тања Томич му беа советници на Бранко Црвенковски. Кој е тој Тања Томич? Што сака да каже? Дека ако бил советник, дека е голем мислител. А јас сакам да прашам, дали некој знае некаде во светот каде некој советник одговарал за погрешен совет? Нема таков. Нема таков. Советниците секогаш се скриени. И дали ние знаеме големиот советник што ги советувал председателите кои има исклучиво низок рейтинг и ако биле добри советите, што случајно Бранко Црвенковски пак не се кандидираше за председател на Република Македонија. И јас ги повикувам вак, да не се однесуваат, да со нивните спотшиња, видете ме, чудете се колку сум убав и колку сум добар, да не одговараат на наместени прашања, туку и да не изиграваат боксери кои што боксуваат пред огледало, да влезат во рингот. Тој ринг се вика дуел. На дуел емисија. Овие граѓани да видат за кого ќе гласаат, на кого колку умот му сече. Мора граѓаните да знаат за кого гласаат, па да видиме како тамо ќе имаат разврска работите. И едниот и другиот кандидат бегаат од дуел емисија. А ние инсистираме, секаде во светот, во секоја демократска држава, после секој дуел се мерат рейтинзите на председателите. Ако бил лош на дуелот, неговиот рейтинг паѓа, ако бил добар, рейтингот се качува. А каква држава тоа сме ние? Да ги прашам нив за каква држава се борат. За ваква држава во која што ќе си прават спотчиња и ќе ми кажуваат шарени лаги на граѓаните. Не, тие треба да ни кажат тогаш кога ќе ги спротистават своите мислења и своите ставови со странски државници, со политичките проблеми во земјата, да видиме како размислуваат, како брзо реагираат, колку исправно размислуваат. Тогаш точно ќе знаеме да определиме за каков председател ние во Република Македонија ќе се определиме. И да ви кажам, ако на тие дуели нивните кандидати бидат подобри, јас ќе гласам за нив. Ајде да ги видам, нека излезат на дуел. Слушам, еден од нив ни бара национален консензус околу името. А каков да бил националниот консензус? Да сме се сложиле да го смениме. А ако не сме го смениле, ако немало консензус, да сме го оставиле на страна, па ќе сме фателе да работиме други работи. И ние сакаме од Гром да му кажеме, ние од Гром име не менуваме. Ние од Гром нити ќе ти попуштиме тебе, нити ќе му попуштиме на Груевски.
И на тебе ти кажуваме, немој да си чепкаш во името. И на Груевски му кажуваме, референдум нема да прифатиме. Ниту на референдум име сме добиле, ниту ќе го менуваме. Нема што Пендаровски да бара консензус, консензусот го има. И македонците, и албанците, и турците, и власите, и ромите, и бошјаците, и црногорците, и србите, и хрватите, и македонците, и муслимани. Сите стојат за името Република Македонија. Така или не е така? И за тоа многу сме им благодарни на сите браки и сестри овде што живеат во Република Македонија. Тоа мора да го знаат и да не си прават калкулација со такви консензуси и така натаму. Нашите ставови како политичка партија се биле и ќе бидат секогаш чисти. Кај Гром нема да најдат подвала, нема да најдат едно збориме, друго правиме. Нашите размислувања секогаш ќе бидат јавно соопштувани и граѓаните ќе бидат на чисто што ние мислиме и како мислиме да ја водиме Република Македонија. Ајде, почитувани пријатели, да им покажеме на сите дека можни промени во Република Македонија ќе се случат не со главната опозициона партија. Промените може да се случат со Гром. Ајде секој од нас, овие 30.000 луѓе, овие 3 дивизии војска, секој од нас да донесе по 5, само по 5 гласачи кои што ќе не поддржат нас. Промените во Македонија се тука. Тие ни се тука до рака. Носителите на промените се граѓанската опција за Македонија и никој друг. Ако сакате промени, треба да гласате за граѓанската опција за Македонија. Треба да гласате за господинот Зоран Поповски, за да на 13 им кажеме дека ние знаеме да се бориме да влеземе во вториот круг, а Гром во вториот круг не знае да губи, ние само знаеме да победуваме. Да сте ми живи и здрави. Гласате за бројот 4 за господинот Зоран Поповски и потоа на 27 да ми дојдете сите на аголот меѓу булеварот Теодосиј Гологанов и Рузвелтова да ја блокираме улицата, да ечи и да се пее, не може нам нико ништо. Да сте ми живи и здрави. Дали сте храбри? Јас храброста ја црпам од вашата енергија. Кога сонцето на утро се раѓа, замисли жел да една звезда паѓа.